Почитувана колешке, сигурна сум дека председателот на собранието во рамките на мобилен парламент ќе не носи во Неготино за една следна седмица. Не дозволува уставот, со драга волја би ве однела, ама уставот викате не дозволува. Добро на екскурзија тогаш. Значи вака. Не знам Ако колку платите. пати рековте дека сте горда пратеничка, горда неготинчанка. Морам да ви кажам дека јас припаѓам на категоријата на луѓе чија гордост е загрозена со вашата политика и не мислам дека оваа власт не прави горди. Тоа е прво. Второ, аман, колку пати кажавте каде е лоцирана општина Неготино. Па сите знаеме, кога се родив јас, беше во Република Македонија. Трето, сега го гледам заменик министерот и знам зошто имаме проблем со капитални инвестиции. Сите отишле во Неготино. Значи, вака велиме ние. Човек слушајки ве помислува на така наречените конфедералисти од типот на Прудон, Бакунин, Кропоткин, кои зборуваат за конфедерација на општини. За државата така и Македонија мене ми заличи. Друго, вака велите во еден момент, ова мене не ми е својствено, ама бидејќи влезе тука новокомпонираниот Вишински, кој што побара од колешката Иванка да каже што значи, вие вака велите, оваа потреба им беше потребна на неготинчани и на вистина мислам оваа потреба им беше особено потребна на неготинчани и така натамо. Говоревте неколку пати, со тоа завршувам, за посткризни мерки и за посткризни активности. Кризава се продлабочува. На кризава не и го гледаме крајот, а вие не баре питија или медеа, зборувате за посткризни мерки. Значи, околу вистината, не знам, се чуле за Рашомон, за Рошомонијада, некој да рече дека има право на апсолутна вистина е опасно. Тоа може само да го рече Бог. И кога веќе дававте примери, многу пати денеска, кога зборуваме за невладиниот сектор, за издвојувањата, за господјата која што до вчера беше многу почитувана, одеднаш денеска заличува, знаете на кого? Дон Кихот сте го читале сигурно, на Дулчинеа и на Санчо Панса, со таа приказната, да не го кажам кој. Значи, никогаш од мене вака нема да чуете повеќе што рекол некој и да ве прашам, ама сакам да кажам дека не е добро да ги Лолита повикуваме Ристова, што конда значи. реплика.